Тука сме на фудбалскиот стадион во село Јагуновце, каде што ќе се одигра ревијален натпревар на првите генерации младинци од овој фудбалски клуб на Југокром, еден легендарен фудбалски клуб под овој крај. Со мене е заменик капитенот во тоа време Владо Тодоровски, да ми каже околу организацијата, околу историјата на клубот повеќе, која беше идејата за ова собирање, да се видите најверојатно. Владо, повели. Так, фала чеде. Првим благодарност до вас како медиум кој што ни испративте целиот овој настан, го испративте со нас. Фудбалскиот клуб Југокром датира уште од 1952 година, е формиран од страна на жителите на село Јагуновце. Низ годините на овој терен поминале многу фудбалски генерации, многу фудбалери квалитетни, чак и репрезентативци имало од овој дел. Ние сме оние младинци, делот на младинците, последни младинци, споени 3-4 генерации на овој настан денеска. Како што кажавме претходно, ова е чисто како забава. Идејата тлее више неколку години за да се направи овој настан, меѓутоа година бој беше таа за да го организираме сето ова. Сакам да им се заблагодарам на луѓето кои што го помогна овој настан, а тоа е еден од непознатите фризерски салони во Офенбак, фризерскиот салон на нашиот познат соиграч Крсте Трпчевски, кој што синоќа дојде директно од Германија за да изигра овој надпревар. Фризерскиот салон се вика Елеганс. Потоа фирмата за производство и монтажа на ПВЦ производи роломики од Јагуновце, железарата Деко и ги од Јагуновце и маркетот Леона исто така од Јагуновце. Морам да напомнам дека тие се сите наши поранешни соиграчи, значи како успеале во животот под палката на нашиот ценет тренер. Пред све ова да се деси, една голема благодарност за тогашните генерации, да речем на младинци, една голема благодарност што и денеска тука е со нас. Јас можам слободно да кажам дека ова е нашиот втор татко, затоа што период кога се градевме како личности, тој имаше големо влијание за нашето градење. Тоа е познатиот фудбалски стратег, тренер, нашиот шеф Љупчо Перински, чие си задоволство ние денеска што имаме овде со нас. После 25 години како времето достанало овде, ништо како да не се променило. Енергија како пред тоа време, значи како најмладите денови, и за таа цел би сакал да му доделим 2 дреса за успомен од нас. Срđe, ако сакаш. Ова се 2 дреса и од белата екипа и од зелената екипа за понатамошен успомен, така, и една плакета, така. И една плакета, ова историја зачувана уште од времето на постојањето на фудбалскиот клуб Југокром, чисто благодарност и чест и задоволство. И уште еден апел, пошто ова беше на времето бренд фудбалскиот клуб Југокром, како и останатите тимови, значи апел до сите оние кои што на некој начин може да помогнат да овој фудбалски клуб повторно го формираме и да профункционира уиднина како што беше и порано. Благодарам, Владо. Чувствувам кај тебе позитивна трема некоја пред почетоков на надпреваров. Ќе те ослободиме со играчите да се спремиш и јас со тренерот Љупчо Перински на кратко да една изјава да земам. Љупчо, како што кажа Владо, те чувствуваат како втор татко. Тебе какви емоции ти буди овој надпревар? Се вратили во времето пред 20 на 25 години, ова се генерација 80 до 85-та, 6-та, како што ми кажа. Какви емоции буди ова кај тебе? Па ова е всушност и трофеот од тогашната работа. Ова е трофеот од тогашната работа. После толку години сите од првиот до последниот да те повикаат за да се соберат, за да се видиме. Значи нема поголемо задоволство од учителот кога неговите деца се успешни луѓе, семени луѓе, успешни бизнисмени во својот живот и во својата професија, без ниеден да не е тоа. Значи, им благодарам од се срце. За мене, ќе повторам, е ова еден голем трофеј. Значи, правилно сме постапувале, правилно сме се однесувале, сме се трудиле да бидат пред се луѓе, успешни луѓе, квалитетни луѓе, па потоа фудбалери. Им благодарам, едно големо благодарам на цело Јагуновце, околија и на самите деца. Тие се секогаш и ќе останат мои деца.
Да споменам дека Југохром бевме ние во едно многу убаво време, меѓутоа тоа време помина, тоа беше фабриката позади стоеше, тоа време сигурно го нема. Владо, како што рече, во блиски иднина би сакал да функционира и сениорскиот тим. Една многу голема и убава работа ме радува овде во овој крај, каде што пионерската школа на Југохром веќе функционира. Многу успешно функционира, тамо работат многу млади и квалитетни фудбалски учители и се надевам дека од тоа ќе произлезе уште многу генерации кои што ќе допринесат клубот да остане тоа што бил и да биде и уште подобар. Благодарам, Љупчо, јас само на крајот ви посакал еден убав натпревар да имате сега. Благодарам и на вас. Поздрав до сите гледачи. Еве Борче го кажа правилото. Свите пред Љупчето, па да го вика. Тренерот, зашо знаеш од позади некој пука може да ги тоа е само сапам тоа. Значи те го памтим, ја тако било? Јас сега користим прилика као повозрасен пред вас да ги кажем моите емоции и чувства. Значи, за нас учители нема поголем трофеј од вакво нешто. Значи, ми учителите неамо акции у Макпетрол, у Алкалоид или не знам што или. Ми сакамо нашиот ученик да не викне добар ден. Тоа е акција. И сега, ако некој овде, ја пример, 2,5 години работев овде, еве, мотото од тогаш излегло сега, дека вие сте биле деца, сега сте возрастни луѓе, се гордеам со сите од вас, сите сте успешни и у животот, и у професијата и така, ама секојаш тогаш зборувавме дека треба да бидеме луѓе, па после да бидеме фудбалери или инженери или тоа. Вие тоа сте го постигнале, а за мене ова е најголем трофеј. Еве вака овде и од лево па назад и обратно, ова е трофеот што некогаш сум го кажал, па сега излегло и стварно излегло. Ние колку 97, 8, 9 која бевме овде, се 2003 тамо 25 години, да му се заблагодаримо и на иницијаторот, значи тоа, знаете, од кого почнало од Владе, па не битно секогаш го потенцираше дека е од името на сите. Тоа е една многу важна работа. Југохром не почнал со нас, нема ни да заврши со нас. Добро е што свите вие како играчи, младинци, првотимци и јас со вас бевме дел од историјата, се надевамо. Ова е добра порака, затоа што ова е добра порака, го пратим детската лига ја и за тоа сум многу среќен и кој доаѓам овде, кој играм со мојата екипа против пионерски состав на Југохром. Таму има супер се работи, одлично се работи. Вие сте тие луѓе од овој крај, може и ваши деца веќе игра или ќе игра. Поддржите ги, има таму перспектива. Тоа е значи поентата и нашето собирање да им покажеме на тие помладите дека имало и историја и они са у една средина каде што и они треба понатаму да плете и да бидат поуспешни од свите вас, од свите нас, тие младите. Направевмо, не видавам вас збор затоа што еден може да командуе, па макар и погрешно, извините. Ете, бели и зелени, вака ги направив ја и по месте и по свет, да не биде по објаснување многу. Некого сигурно од почетокот ќе испуштен, меѓутоа има овде 1, 2, 3, па сега како ќе ги ставимо, како ќе видимо кој останал, стои ќе ги запишеме и тие вторите.
време, да почне, значи, да биде летечи измен. Да. Ќе биде, нека биде белата, пример, тамо, нека биде зелената екипа овде, и тачно некој кој ще се заморил после 3 минута, 5 минута, нека истрча до клупа, без многу да не губимо, многу добро. Значи, ете, од обезбедено, значи, обавестување, од униформирани дресови, од ваше присуство, така ќе имамо после и време и да си прикажемо на кој надпревар се сеќавамо. Имало многу дешавки, многу анегдоти. Цика, лево Ацо, пред одбраната Саше Джемо и побели Мичо голман, бране десно бекче, турски до центар, немој да излагаш појче. Крсте и Тоше, два штопера, познати стари пријатели, и лево Јупчо, Боја. Боја, резерве кај зелените. Пајко. Пушти. Почитувани љубители на фудбалот, се наоѓаме во село Јагуновце, на фудбалскиот стадион на ФК Југохром во село Јагуновце, каде што ќе се одигра ревијален натпревар помеѓу екипите на младенските селекции на ФК Југохром од родени од 1980 година, 81, 2 се до 1986-7 година. Како што ќе слушнете и во изјавите пред надпреварот, долго време оваа идеја кај нив преовладувала да се сретнат пред се на една добра забава, да се потсетат на некои добри времења на фудбалскиот клуб Југохром. А вакви настани и оваа година се предизвики за YouTube каналот на Тетовски спорт, вакви убави настани да пренесува, секако што настани што ќе останат во сеќавање не само на овие не сега момци, но веќе возрастни луѓе на теренот како фудбалери, туку и општо за целокупниот спорт во село Јагуновце, општина Јагуновце и пошироко во Тетовско. Моето име е Чеде Јанчевски, како коментатор на овој надпревар. Ќе пробам да доволувам некои фудбалски моменти од овој надпревар. Резултатот секако ќе биде во
втор план на овој надпревар и играчите и тренерот, тогашниот тренер Љупчо Перински се сложни само во едно дека ова ќе биде една убава дружба помеѓу играчите на двата тима, символично поделени по бели и зелени, боите на фудбалскиот клуб на ФК Југохром од времето. Моментално, како што може да видите, сите играчи се на средината на теренот за една заедничка фотографија за долго сеќавање на овој момент. Оваа идеја кај нив тлеела долго време. Верувам дека и овој период на корона кризи ги спречила да направат некој јубилеј порано. Гледаме и деца тука од село Јагуновци облечени во мајици од фудбалскиот клуб Југохром, како што каже и тренерот Љупчо Перински. Голем плюс е школата на ФК Југохром, што се отвори пионерската школа, каде што тренират млади фудбалери кои што веруваме дека во иднина ќе представуваат и основа на формирање на сениорски тим на ФК Југохром, па да почне овој фудбалски клуб да се надпреварува и во некоја од фудбалските лиги во Македонија. Владе едно позитивно расположение тука во село Јагуновци заради овој надпревар. Пристигнува полека и публиката, тука имаме веќе на трибините до нас присутни околу 100 гледачи. Верувам дека бројката само повеќе ќе се зголемува. Еве, полека гледаме дека играчите се распоредуваат на теренот. Ја би ги соопштил и составите на овој надпревар. За белиот тим на Југохром ќе настапат на голот Мичо, со број 5 Горан Тофиловски, со број 12 Владо Тодоровски, со број 9 Дарко Богоевски, со број 8 Крсте Крстевски, со број 14 Бране Марковски, со број 6 Тоше Тасевски, со број 10 Далибор Јанчевски, со број 13 Саша Јовановски, со број 4 Игор Блажевски, со број 7 Борче Јовановски. И тука резерви сигурно што ќе добијат шанса ќе бидат Бојан Антовски, Благоја Филиповски и Љупчо Цветановски. За екипата на зелениот тим на Југохром со зелени дресови ќе настапат на голот, па некогаш еден од најдобрите голмани, би рекол, во овој крај, моето скромно фудбалско знаење тоа го кажува, Борче Богоевски, не само голман порано на Југохром, туку и беше голман во Тетекс и на многу голем број на други фудбалски клубови во Македонија. Надпреварот само што започна, ја ќе го соопштам и составот на момците со зелени дресови на фудбалскиот клуб Југохром. Како што реков, број 1 на голот Борче Богоевски, со број 7 Саше Петковски, со број 14 Мики Јовановски како капитен, број 10 Борче Стоименов, број 12 Бобан Мисајловски, број 8 Јовица Мисајловски, број 9 Игор Филиповски, број 5 Јовица Блажевски, број 6 Крсте Трпчевски, број 3 Ацо Стефановиќ, број 4 Зоран Тошевски и резерви број 13 Дејан Мирчевски и Александар Апостолидис. Публиката поздравува веќе добри фудбалски потези на овој надпревар. И едно атрактивно смирување на топката од страна на тренерот Љупчо Перински. Верувам дека поинтересно ќе биде да кажеме збор 2 и за овој тренер кој што долго време е во фудбалските води. Сите играчи со кои што разговарав пред надпреварот кажуваат само едно, дека овој човек имал тогаш големо влијание не само да ги изгради како фудбалери, туку тренерот Љупчо Перински имал големо влијание на врз овие сега веќе возрастни луѓе да се изградат во
вистински луѓе кои што ќе почитуваат вредности со морал, со етика, како што порано и тој ги учел на некои правилни вредности. Мислам дека моментално тренерот Љупчо Перински работи во Боговиња. Спомна и тој дека и атрактивни потези сега на теренот следиме. Напаѓа екипата на белиот тим на Југохром. Помалку една комична таму ситуација. Верувам дека оваа снимка, кога ќе ја гледаат после извесен временски период, ќе им буди убави спомени на овие играчи. Во тимот на зелените во напад Мики Јовановски, Мирослав Јаневски како капитен имаше убава шанса. Веќе сите играчи се во некои 40 години од својот живот, но да веруваме дека ќе вложат максимални напори и ова публика овде да види за какви играчи станувало збор, да покажат дел од фудбалските вештини што ги знаат, што ги научиле. И верувам дека ќе издржат во двете полувремиња. Договорот е негде да играат по 20 минути во двете полувремиња. Еве сега фаул ќе има можност да се уфали таа топка во 16-никот. Мислам дека во рамки на голов ова беше прв шут на екипата на зелениот тим на Југохром. Играчите со зелени дресови. Сега белите се во напад. Иако е почеток на надпреварот, поминаа некаде 5 минути, мора да констатирам дека во овие години, како што кажав и претходно, играчите имаат по 40 и повеќе години, 40 и повеќе години, до сега покажуваат завидно ниво на техника, завидно ниво на физичка кондиција. Еве сега уште еден напад на зелените, но успешен старт таму со број 10 Борчо Стојменов. Владо Тодоровски по левата страна. Пожртвувана интервенција тамо на еден од играчите на зелената екипа. Морам да забележам дека дел од играчите кои што не се со вишок на килограми ја предводат играти во двата тима, полесно се движат на теренот. Како што и овој играч со број 10 Борчо Стојменов. А кај белите на почеток на овој надпревар се истакнува во одбраната играчот со број 6, тој е Тоше Тасевски. Јас би рекол во
последните години е еден од препознатливите играчи од овие краишта и на мал фудбал. Кај зелените со број 10 Борче Стојменов се истакнува, некоја ќе ги измешам и јас тимовите, ќе ми простите. Како што забележувам и на трибините во тука во село Јагуновци, присутни се и синовите и черките на овие играчи, кои што имаат можност, верувам, некои од нив и за прв пат да ги гледаат нивните татковци во улога на фудбалери, на голем фудбал се разбира. Сега убаво проигрува тамо во тимот на белите. Еден од највозрастните, предпоставувам, Игор Блажевски. И со број 5 Горан Тофиловски тоа беше. Сега за сега акциите се водат претежно на средината на теренот. Не видовме некоја посериозна акција и да се загрози голот и на двата голмана, нешто посериозно. Но од време на време следиме и некои атрактивни моменти, стартови, додавања. Како овој сега, ако нема офсайд, да видиме со број 5 и 4 тамо повторно проигруваат Горан Тофиловски и Игор Блажевски. Со број 14 Бране Марковски проигруваше со Борче Јовановски, сега шут на Јовановски, но покрај голот. Ако станем, ќе ви шамарам сигурно, не? Сега зелените се во напад. Мики Јовановски и офсайд е ова. Офсайд беше точно баш од нашата позиција, убаво се виде. Предпоставувам дека Мирослав Јовановски и сега и како играч порано бил со ваков карактер. Се гледа дека кај него желбата во тимот на Југохромот со зелени дресови, играчи со зелени дресови, желбата е најголема за постигнување гол. Центрира Тодоровски до Блажевски, не ја зафати добро оваа топка. Неубаво преигрување сега на Јовановски. Со број 10 кај белите, условно речено домашните, Далибор Јанчевски. Блажевски сега, најагилен на почеток на надпреварот, убав шут, ова беше прв шут во рамките на голот на тимот на Југохром со бели дресови, играчи со бели дресови. Уште еден напад на белиот тим на Југохром.
Мирослав Јовановски повторно со топката. Сега со број 5 Јовица Блажевски. Со број 9 Игор Филиповски. Убаво проигрување на левата страна кон Ацо Стефановиќ. Но Далибор Јанчевски на вистинското место ја го пресече ова додавање. Повторно Далибор Јанчевски го предводи нападот на играчи со бели дресови од ФК Југохром. Него забележи Игор Бразилски таму по лева страна. Се уфрлуваше. Не можам да забележам се кој е тој играч со кој број. Со број 4 Зоран Тошевски едно неуспешно додавање. Како што ми кажа идеја, играчите пред овој натпревар, идејата е да ги потикнат и тука младите, не само цело Јагуновци, тука и околните села, да почнат да тренираат фудбал, да се занимаваат со спорт. Ако можат тие да направат една ваква убава иницијатива, да се соберат на 40 на години, да изиграат еден фудбалски натпревар, така и младите да ги поттикнат да почнат да тренираат фудбал, дали рекреативно, дали во школата на фудбалскиот клуб на Југохром, која што функционира од неодамна. Јовица Блажевски пресече топка и ја донесе до центарот, сега Мики Јовановски. Тасевски и Марковски проигруваа неуспешно. Повторно топката кај Зоран Тошевски, неуспешно додавање. Нов напад на белите, со број 7 тој е Борче Јовановски. Далибор Јанчевски, веќе почнуваме и да памтам некој од овие играчи. Со број 10 Борче Стоименов, еден од најагилните до сега кај тимот на зелените. Убав центар шут. И Мирослав Јовановски го постигнува првиот гол на овој натпревар, а баш ми рече мене пред ова утакмица дека со сигурност ќе постигне еден погодок, го оствари тоа ветување. Значи, играчи со зелени дресови на ФК Југохром против играчи со бели дресови на ФК Југохром, 1:0 за зелениот тим. Стрелец Мирослав Јовановски. Воедно и капитен на екипата. А Мирослав Јовановски беше и капитен и на тогашната генерација на младинскиот тим на Југохром. Во она најава пред овој натпревар сподели некои сеќавања за тоа време. Ето, ако Мирослав Јовановски даде гол и излегува, го исполни ветувањето и може малку да одмори. Може би малку повеќе од играта имаше до сега белиот тим на Југохром, но резултатот е 1:0. Сега пресечена топка, обид да се изненади голманот на белите Мичо, но неуспешно.
Сега тимот на белите во нов напад. Број 7 Борчо Јовановски. Број 2 новолезениот Љупчо Цветановски таму се бори. Ацо Стефановиќ до Зоран Тошевски. Со број 5 сега таму Јовица Блажевски. Убаво тече ова акција на тимот со зелени дресови. Во недозволена позиција играчот со број 7 Саше Петковски. Со број 3 кај белите во игра влезе и Бојан Антовски. Верувам дека може да го следите и без коментар овој надпревар. Ние може само да подсетиме за фудбалскиот клуб на ФК Југохром. Порано како фудбалски бренд беше не само на овие простори, заедно со фудбалскиот клуб на Тетекс и Љуботен, туку и општо во Македонија. Овој фудбалски клуб извади голем број на таленти, освен овие играчи овде што ги гледаме на теренот. Дел од нив помалку или повеќе успешни како фудбалери, освен нив фудбалскиот клуб на Југохром извади уште многу други фудбалски имиња во Македонија. И навистина овој ревијанен надпревар е убава можност да се подсетиме на тие времења на фудбалскиот клуб на Југохром. Верувам дека можеби и треба да прерасне во некој вид на традиција. Дали во овој формат на играње на првите генерации на младински што играле за овој клуб, или да се соберат можеби и на други играчи што настапувале за фудбалскиот клуб на Југохром. Седно, една убава идеја, верувам што ќе прерасне и во традиција. Сега ќе има слободен удар, ќе има за тимот на играчи со бели дресови на екипата на Југохром. Со број 7 се мести да го изведе овој слободен удар Борче Јовановски. Убаво проигрување таму, Блажевски и штета. Игор Блажевски промаши. Убава акција беше тоа, убава замисла на играчите со бели дресови, но без реализација. Со број 5 тоа е Јовица Блажевски. И јас помислив дека за момент не е во опсет, но така не мислеше таму помошниот судија на овој надпревар.
Повторно во игра Мирослав Јовановски. Сега Тоше Тасевски од централен дефензивец прејде на креатор на играта на белиот тим на Југохром. Убаво таму помина двајца, тројца играчи. Чинам дека беше тој играчот со број 7. Борче Јовановски, еден од најактивните во тимот на Југохром со играчи со бели дресови. И ќе биде тоа нов слободен удар. Крсте Крстевски со број 8 шутираше над голот при овој обидо слободен удар. Крај на првото полувреме. Зелениот тим на Југохром со водство после првите 25-30 минути од 1-0. За кратко ќе се вклучиме и со вториот дел, второто полувреме. Очекуваме тука старт на второто полувреме на овој ревијален надпревар помеѓу првите младински екипи на фудбалскиот клуб на Југохром. Генерации од 1980 година, 81 2 се до 1986 7 година. Гледам дека фудбалерите ги сменија страните, но голманите не. Сега Борче Богоевски брани за тимот на белите, додека Мичо брани за тимот на зелените. Во првиот дел гледавме со оглед на возраста на овие момци, на овие возрастни луѓе, веќе би рекол, една одлична фудбалска представа за нивни години. Судијата не подигна опсет и сега Блажевски. Таму Далибор Јанчевски шутираше директно во голманот. Останува 1-0 за тимот со зелени дресови на фудбалскиот клуб на Југохром. Сега тимот на зелените со број 6 Крсте Трпчевски, таму со број 4 Зоран Тошевски, неуспешно додавање. Дегажира Богоевски. Со број 9 кај белите Дарко Богоевски. До Владо Тодоровски, убава асистенција до Богоевски. И неуспешно проигрување на Дарко Богоевски.
Сега иницијатива на белиот тим на Југоохром. Да видиме дали ќе има тука уште еден гол на тимот со зелени дресови. Повторно Мирослав Ивановски во расправија со, како и во првото полувреме, со еден од судиите. Повторно дали или не било офсайд. Предпоставувам дека во негово време Мирослав Ивановски бил темпераментен играч. Сега убаво проигрува таму тивот на зелените. Со број 7 Саше Петковски, со број 10 Борче Стојменов. Ја загуби оваа топка, сега Блажевски до Даливор Јанчевски. И добар старт тамо со број 4, тоа беше Зоран Тошевски. Јанчевски си. Убава контрола на топката. Со број 9 Игор Филиповски. Проигрува до Јовица Блажевски. Сега убава тамо акција, но продолжува акцијата, шут и како прекрасен гол. Чинам беше тоа играчот со број 10 кај зелените, Борче Стојменов. Прекрасен удар и 2-0 за играчите со зелени дресови од фудбалскиот клуб на Југоохром. Верувам и ова публика тука што е до нас на трибините ужива во овој надпревар. Сега обид од половина терен да се изненади Мичо, неуспешно. А верувам дека и нивниот тогашен тренер Љупчо Перински ужива во оваа фудбалска представа. И се подсетува и он на онаа време кога тогаш ги водел тогашните голобради момчиња на надпреварите, а сега успешни реализирани возрастни луѓе. Тодоровски до Јанчевски. Со број 7 Борче Јовановски, сега уште еднаш во опсет, сега играчот со број 5 Горан Тофиловски. И сега грешка на одбраната, дали ќе биде гол? Да видиме. Па мислам дека главниот судија покажа дека е гол. Мислам дека и јас од оваа позиција сметам дека тоа беше гол, дека топката ја помина гол линијата. Интересно. Интересни моменти на овој надпревар.
Мислам дека играчот со број 5 Горан Тофиловски е стрелец на овој погодок и искористи грешката на одбраната кај тимот на зелените. И резултатот сега гласи 2:1 за играчите со зелени дресови. Успешно се брани сега белиот тим на Југохром. Овие одземаат топката на Блажевски. Морам да кажам дека и тука теренот на фудбалскиот клуб Југохром тука во Јагуновце е во одлична состојба. Па сигурно можам слободно да кажам дека состојбата на теренот во село Јагуновце е подобра и од теренот на националната арена Тоше Проевски во Скопје во овој момент. Што е добро да општината и одговорните луѓе кои што се задолжени за чувување на теренот во село Јагуновце тоа го прават на максимално коректен начин. А со оглед и на тоа што на овој терен од пред една година, како што кажа и тренерот Љупчо Перински, функционира и пионерска школа на фудбалскиот клуб на Југохром. Чинам дека таму тренер е на тие млади деца, поранешниот играч и на Југохром и на Тетекс, па и на младинскиот тим на Вардар, ми се чини, Мишо Маринковски. Сега Дарко Богоевски во нов напад за белиот тим на Југохром. Со број 7. Да видиме. И уште еднаш во опсайд. Играчите на белиот тим на Југохром. Ацо Стефановиќ со број 3, со број 10 Борче Стојменов претрча највише на овој надпревар. Заедно со играче со број 7 Саше Петковски. Дали имаат сили играчите во бели дресови да направат пресврт на овој надпревар или барем да израмна, да видиме. Убави фудбалски потоци таму на Дарко Богоевски. Уште еднаш. Дали тоа беше невица на 16-тикот или беше внатре, сега ќе процени судијата дали ќе биде тоа слободен удар или пенал.
Судијата на овој надвор процени дека тоа ќе биде удар од 11 метри, можност да се израмни резултатот на овој надпревар со број 5 кај белите ќе го изведе Горан Тофиловски. И со вториот гол на Горан Тофиловски, резултатот на овој надпревар е 2:2. Тимот на зелените победе со 2:0. Тимот на играчи со бели дресови на фудбалскиот клуб Југокром ја израмнува на 2:2. А секако на средината на теренот пак нешто да му замирне судијата има и капитенот на зелените Мирослав Јовановски. Верувам дека доколку надпреварот заврши со овој резултат 2:2 нема да следиме продолжетоци. Тоа ќе биде премногу и за играчите на двата тима. Иако, како што кажав и до сега, покажуваат одлично фудбалско знаење, пред се техника, се гледа дека биле одлични фудбалери на времето. А дури и во овие одминати фудбалски години покажуваат завиден квалитет, кондиција и фудбалско знаење. До сега проследивме навистина убави атрактивни фудбалски потези. За малку Мичо, голманот, ќе го погодеше и дронот, кој што тука дополнително го снима овој надпревар, како што можев да забележам. Далибор Јанчевски сега убаво додавање. Уште една акција на белите, атрактивно. Тофиловски мислеше да го проигра тамо Дарко Богоевски, неуспешно. Сега убав потек и на Зоран Тошевски. Саше Петковски со топката до Мирослав Јовановски. Не помина ова додавање. Убаво се снајде тамо сега Ацо Стефановиќ. Со број 6 Крсте Трпевски. Но сепак одземена топка, Тоше Тасевски сега. Игор Блажевски. Убаво проигрување, мислам дека немаше опсет, сепак помошниот судија на овој надпревар таму покажува дека е опсет. Како и да е, верувам дека резултатот денеска е во втор план. И некоја судиска грешка да се случи, тоа не е. Нема да влијае на добрата забава што следува сигурно по овој надпревар во една од локалните кафејани тука во село Јагуновци. Играчите дополнително ќе имаат можност да се дружат, да се потсетат на оние убави фудбалски моменти од нивната младост, кога под диригентската палка на тренерот Љупчо Перински тренира и игра со срце, верувам, за фудбалскиот клуб Југокром. И за малку неуспешен обид, топката пресече Борче Јовановски
Мислам дека во тивот на белите е еден од играчите што највише претрча на овој натпревар. Заедно секако со Далибор Јанчевски и со Игор Блажевски. Мислам дека има тука мала повреда на голманот на моментално на зелените Мичо. Во интерес на фудбалот, еден сега од играчите на белиот тим на Југохром ќе застане голот на играчите со зелени дресови кај Југохром, па баш во моментите кога што кажував дека резултатот е во втор план на овој натпревар, дружењето, забавата е во прв план и потсетувањето на некои убави моменти кога овие играчи, овие го чинеле младинскиот тим на екипата на Југохром. Јовица Блажевски сега. Убава акција имаше тука на тимот на играчи со зелени дресови. На крај шут над голот. Верувам дека се ближи крајнот на овој натпревар. Веќе и темпото на овој натпревар со оглед на годините што ги имаат играчите малку спласна, но они ги вложуваат и последните атоми од силата да убави потези се за малку. Горан Товиловски ќе постигнеше хет-трик, шутираше над голот. Еден од играчите веќе нема сила да го продолжи натпреварот. Јас верувам дека овој фудбалски натпревар во наредните денови на дел од играчите нема да остави некои поголеми последици во однос на физичката подготвеност, затоа што долго време не играле фудбал и ете судијата на овој натпревар означува крај
Ние само уште еднаш може да ја поздравиме ова одлична идеја на генерациите на младинци на фудбалскиот клуб на Југохром, кој што го одигра овој ревијален надпревар, на крајот со еден убав резултат од 2:2 на играчи со зелени и бели дресови на фудбалскиот клуб на Југохром. Искрено се надеваме дека овој надпревар ќе биде еден почеток на убава традиција во село Јагуновце и поттик и за некои идни генерации на млади луѓе да се занимаваат со спорт, да се занимаваат пред се со фудбал, да го заживеат фудбалот во овој крај. И еве заслужено и играчите и публиката им аплаудираат. И верувам дека и фудбалскиот клуб на Југохром во иднина на некој начин повторно ќе почне да функционира не само младинската пионерската школа, туку и првиот тим на Југохром, и дека ќе го гледаме во настави на некој од официјално организираните фудбалски лиги во Македонија. Ние тука се одјавуваме од овој убав настан, некој наредно дружење повторно со тимот на Тетовски спорт. Пријатно и со здравје.